Премиерот Никола Груевски вчера во Њујорк, Соединетите Американски држави, во обраќањето на самитот на Обединетите нации за одржлив развој, ја поздрави и поддржа универзалната агенда за намалување на сиромаштијата и подобрување на благосостојбата на граѓаните, преточена во документот Трансформирање на нашиот свет, агенда за одржлив развој 2030. Посочи дека целите за одржлив развој треба да се постигнат со здружени сили во партнерство на глобално, регионално, национално и локално ниво. Премиерот Груевски ја истакна регионалната посветеност на земјите од Централна и Источна Европа за придонес во реализација на целите за одржлив развој. Централно-европската иницијатива со која председава Република Македонија сака да биде активно вклучена во спроведувањето на пост 2015-та развојна агенда, а земјите членки ја искажуваат својата подготвеност за конкретен регионален придонес за преносот на знаења и размена на најдобрите практики во различни иницијативи за одржлив развој, градење капацитети на јавните институции и подигнувањето на свеста, истакна премиерот Груевски. Председателот на владата потенцираше дека Република Македонија активно придонесува кон заедничките цели и дека по конференцијата за одржлив развој во Рио де Жанеиро се интегрираат принципите за одржлив развој во нашите национални политики. Економскиот раст во регионот забрзува во однос на 2014 година. Србија и Босна и Херцеговина закрепнуваат побрзо од очекуваното, додека во Македонија растот на земјава годинава ќе биде 3,2%. Наведено е во регионалниот извештај на Светска банка за регионот. Тоа би бил втор раст во регионот веднаш по Црна Гора, за кој се очекува да оствари раст од 3,4%, стои во најновиот извештај на Светска банка. Трговската размена на Македонија бележи намалување на трговскиот дефицит преку зголемување на извозот, а намалување на увозот. Невработеноста се намалува, а со неа и сиромаштијата, нотира Светска банка во регионалниот извештај. Мерките за раст на наталитетот имаат ефект. Расте бројот на третородени деца во земјава. Во општина Аеродром во Скопје станува мода да се има трето дете. Позитивниот трет од Аеродром го следат и другите скопски општини како Киселавода, Карпоши и Ѓорче Петров. Во општина Аеродром процентот на третородени деца е зголемен за 7,2%, во Киселавода за 10,6%, во Карпош за 8,9% и во општина Ѓорче Петров за 11%. На 5 октомври годинава ќе биде исплатена септемвриската пензија која е зголемена за 621 денар за секој пензионер во Република Македонија. Со ова зголемување бенефит ќе имаат 300.000 пензионери во државата. Зголемувањето на пензиите ќе продолжи и вгодина. Министерството за финансии денеска со Кратово и Берово ги потпиша првите договори за грант средства за општините за подобрување на руралната инфраструктура обезбедени од Европската унија преку ИПА програмата. Кратово и Берово се првите општини кои ги завршија проектите кои се одобрени за финансирање. Преку оваа програма 78 општини во Македонија кои аплицирале со 141 проект ќе добијат 23 милиони евра, од кои 13,5 милиони се грант од ИПА, 4,4 милиони се од буџетот на Република Македонија, а 5 милиони евра од буџетот на општините. Вкупно 2515 мигранти добиле потврда за искажана намера за поднесување барања за признавање на право на азил во изминатите 24 часа. Од нив над 1500 се мажи, 346 се жени, 370 се деца кои го придржуваат носителот на потврдата и 245 деца кои патуваат без родител. Најбројни се државјаните на Сирија, 1730, пошто следуваат они од Авганистан и Ирак. Досега вкупно се издадени потврди на 102.753 мигранти. Германскиот председател Јоахим Гаук предупреди дека можностите на Германија за прием на бегалци имаат граница, во време кога земјата се подготвува да прими околу 800.000 бегалци. Оваа изјава додаде масло во огнот на дебатата за тоа колку доселеници може да прими германското општество. Сакаме да помогнеме, имаме големо срце, но има граници за тоа колку можеме да направиме, изјави Гаук, додавајќи дека можностите за прием на луѓе во Германија се ограничени, иако се уште не се знае каде е точно таа граница. Тонот на Гаук делува повнимателен во однос на канцеларката Ангела Меркел, која изјави дека Германија може да се справи со рекордниот број бегалци. Во меѓувреме, најмалку 14 лица беа повредени во судири меѓу група бегалци во мигрантскиот центар во германскиот град Калден, соопшти полицијата. Бегалците се сместени во шатори на просторот на поранешен аеродром.